Почитувани, добар ден. Животната средина и заштитата на околината се повторно во жижата на јавното мнение, особено после расправата за доделување на нова еколошка дозвола на цементарница УСИ. Имено околу цементарница има едно подолг период одредени турбуленции во јавноста, имавме и протести таму, има и прашања дали цементарница загадува или не загадува, нешто за што добивме и контрадикторни извештаи од различни институции во минатото, па сето ова некако влегува во тој конгломерат за расправа. Тука ќе зборуваме со професор Зоран Шапориќ, кој меѓу останатото е и поранесен министер за животна средина, бил и во инспекторатот за животна средина. Професоре Шапориќ, добредојавте во Аргумент Плюс. Добро најдов, поздрав до вас и до гледачите на телевизија 24. Да, ќе почнеме со цементарница УСИ, ќе зборнеме и за некои други работи кои се однесуваат на животната средина, особено околу прашањето околу рудниците, едно старо ново прашање, да речеме, кое цело време се врти во јавноста. Околу УСИ, како што кажав, имаме јавна расправа за новата интегрирана еколошка дозвола. Сега, она зашто се загрижени граѓаните, јас би кажал со право се загрижени, каква ќе биде таа нова еколошка дозвола, дали ќе ги задоволува европските стандарди или повторно ќе има натре одредени, ајде да речеме, различни лимити за загадувачите кои се направени повеќе да задоволат нечии интереси отколку животната средина. Па сега, да, доста е актуелно процесот на интегрирана еколошка дозвола, бидејќи старата еколошка, односно обнова, продолжување на интегрирана еколошка дозвола за цементарница Титан УСИ. Најважно во овој процес е, согласно европската, но и нашата регулатива, која е имплементирана, односно која што е вградена во нашето законодавство, е транспарентноста. Сами спомнавте дека постои голема загриженост на јавноста, и се разбира веќе една расправа јавно одржана, меѓутоа мора да има огромен пристап на јавноста до сите податоци и до сите мерења. Најпрвин, оно што се бара, мислам дека е сосема оправдано, да се постават мерни инструменти и дисплеи, како што постојат во многу европски држави, да може во секое време да се види имитување на сите штетни субстанции. Кои сега ги нема. Да, значи да може да види јавноста во сите 24 дена и треба ни извештај ни ништо. Но не само PM10, PM2,5, туку и на сите други азотни оксиди, јаглен моноксид и така натаму. Сега беше приговорот од задњата јавна расправа на дел од еколошките невладини здруженија и од дел од стручната јавност, затоа е битно да се вклучи стручната јавност, условно кажано од двете страни, условно кажано, за да се отвори една поширока расправа. Забелешките беа во тоа да се применува законодавство, закон за индустријски емисии, иако стапува сила 2027, да се применува и при издавање на ова интегрирана еколошка дозвола, што е во ред. Прифатени се тие забелешки. Меѓутоа сега реакцијата е околу континуиран постојан мониторинг, кој според мене би кажа веќе треба да биде достапен 24 часа до јавноста, да не мора инспекторат или било кој да реагира, бидејќи знаеме дека државниот инспекторат за животна средина има само половина од потребниот број на инспектори, кои што и така не би биле доволни. Вкупно се 13, 5 или 6 во Скопје, така да на еден начин би можело да се увери јавноста што се случува во тој процес на производство. Сега, има забелешка е тоа дека бараат да биде од 30 до 60 микрограми емитување на нормален метар кубен од цементарницата, тоа е барањето, дел од експертската јавност, пак и невладиниот сектор, велат дека доволно и 10. Ако веќе има тие, дека тоа е 3 пати над или 4 пати над стандардите на Европска унија, бидејќи тие тврдат дека имаат филтри кои возможуваат такво прочистување да се сведе на само 10 милиграми на нормален метар кубен, што би било окей. Така мислам дека ова е прифатливо, се разбира во таа транспарентна постапка. Професоре, второ само да докажам, ова главен проблем исто тука се јавува со горувањето на јагленот, односно енергесот, односно петрол коксот. Сега тие користат и други алтернативни горива, РДФ, што исто така треба да се контролираат
онај преработен отпад, кај што спаѓа и кожа и гума. Има дели оризова арпа што е во ред 6-7%, но исто така мора да се преиспита колкав процент мора да биде на петролкокс, бидејќи дел од експертите тврдат дека мора да има одреден процент на петролкокс, кој што е јаглен всушност, дериват на јаглен кој што е штетен, колкав е тој минимален дел заради врзување на цемент. Ова го тврдат дел од експертите, така да треба да се преиспита дали се заинтересирани во догледно време да се приклучат на газ, да го користат газ како енергенс и така натаму, односно како ќе ги развиваат тие дозволи. Ова што вие го кажавте околу поставање на тој еден транспарентен мониторинг на емисиите е едно од решенијата кој е очигледно, но имавме во минатото состојба, каде што се сеќавате, имавме различни мерења и различни резултати од две различни институции. Знаете, кога беше оној спор каде што Министерството за животна средина велеше дека цементарница не загадува, а градот Скопје излегуваше со своји инспектори и тврдеше дека загадува. Некои тогаш кажа дека тоа е повеќе политички, не знам, циркус или политичко препукување, но сепак знаете вие како граѓани гледате, ви излегуваат институции две и ви кажуваат различни работи во услови кога веќе јавноста силно се сомнева дека таму цементарница загадува. Самата цементарница излегува со цело време со тврдење дека не загадува, дека има континуиран мониторинг и така натаму. Зошто ова што вие го кажувате не би се направило и дали може да се направи некакво, не знам, некаков независен мониторинг кој би бил прифатен од сите и од Министерството и од цементарница во кој граѓаните не би се сомневали? Значи, доскоро беше проблем државната лабораторија при Министерството за животна средина не беше уште акредитирана од разни причини, недостаток на кадар и така натаму. Мислам дека таа подитно треба да биде акредитирана и таа да ги врши. Се разбира, постојат и други овластени институт, односно организации стручни кои вршат мерења, меѓутоа пак ќе се вратиме на тоа. Ако има транспарентно, ако вие можете на дисплеј да видите колку какво за сите субстанции, бидејќи сега е исто така реакција дека се бара мониторинг и на јаглен моноксид, на жива, на хлороводи и на други некои субстанции, така да на сите субстанции да се видливи, тогаш нема што. Вербата ќе биде јасна. Нема потреба ни за препукување, ни за различни мерења. Така да најрелевантни би требало да бидат значи мерењата од страна на државата кои што би требало да бидат транспарентни. Но законот не забранува за квалитет на амбиентниот воздух кој што патем речено има некои измени, меѓутоа е доста стар, треба нов да се донесе, тоа е констатирано и во извештаите на Европска комисија, не заради Европска унија, туку заради самите нас ни се потребни тие стандарди, дека законодавството е застарено во тој поглед, дека треба да се условно кажано модернизира, а потоа и подзаконски акти, бидејќи тој самиот закон предвидува транспарентност и мислење. Меѓутоа, една од основните причини кои што и во закон за квалитет на амбиент, во закон за животна средина не само предпазливост, прикушен или предпазливост. Што значи тоа? Тоа е прифатено во Европа и од Светска здравствена организација. Тоа значи и кога постојат сомневања дека одредени процеси треба на загадување да се сериозно да се преиспитат, па дури да се запрат. Значи тоа е она предпазливост. Сега некој ќе рече невладините, па тоа е нивната улога да алармираат. Се разбира заедно во дебата со стручната јавност од двете страни. Да, добро, уште ова за цементарница, некако сите се заќутаа околу тој предлог, или тоа не е предлог, туку имаме донесена одлука на Советот на град Скопје за дислокација на цементарница, нешто за што доста експерти кажаа дека е повеќе политички памфлет отколку реална можност. Добро, прво би рекол дека ова не би требало да биде воопште прашање за загадување на животна средина на воздухот, политичко прашање. Тоа сите ги засега. Тука мора да има некој општ консензус, политички барем, и да има сите засегнати страни да водат и институциите, локални, државни и овие стручните организации на владиниот сектор и граѓаните да имаат увид. Дислокација според мене е нереална. Значи, тоа би чинело многу пари и сите велат дека тотално е нереално едноставно, но сега се поставува прашање да се утврди јавно да се објави
капацитетот на експлоатација на Лапорецот, бидејќи во последно време може да видиме на одредени портали снимки, фотографии околу тој рудник, така да експлоатација на суровината за самата цементарница треба да се види и каков е начинот, колкав е обемот и на самата експлоатација, односно копање на Лапорецот како руда, како суровина за цементарница Усија. А дислокација, уште еднаш ќе повторам, не верувам. Да, тоа е реално. добро. Кога сме кај ископот кај рудниците, според неодамнешни информации, владата донела одлука за започнување постапка за доделување концесија за проспекцијски и геолошки истражувања на металички и минерални суровини во голем дел од Источна Македонија. За ова излегува и дел од невладините организации. Тие бела дека се работи за околу 30 рудници кои би требало да се отворат или кои се со план да се отворат. Значи, повторно имаме една дебата во јавноста или дилеми околу тоа дали треба да се отвораат рудници, дали ќе се отвораат, како, со какви стандарди и така натаму. Па тоа е прашање веќе деценијско прашање, како и многу други. Имаше отпор огромен, особено на оние кои се занимаваат со земјоделство, и прашање е сега, а од друга страна имаме со порастот на цената на суровините огромен притисок и економски за експлоатација, конкретно овде за бакарот. Најмногу станува збор, можеби како неуспоред дел злато, тоа огромен отпор има и тука исто така ви кажал дека треба да има транспарентност. Сега, тие постапки, ако зборуваме за рудникот и Ловица и други те рудници, беа запирани, па раскинувани договори, па се закануваа со тужби инвеститорот. А последно е тоа што имаме тврдење од Универзитетот Гоце Делчев, Рударскиот факултет, дека инвеститорот во своите елаборати ги коригирал начинот на експлоатација, односно го исфрлил цијанидот и влажното јаловиште, а претходно се тврдеше дека се е во ред. Што значи дека делот тие сомнежи постоеа и сега тие рекоа дека нормално, таму нема да се произведува да се топи концентратот, туку само ќе се експлоатација до ниво на концентрат кој што ќе оди во други топилници и дека нема да има ова влажно јаловиште, туку ќе има суво јаловиште. Али сега тука исто така многу внимателно треба. Ние имаме лоши искуства со така наречени напуштени рудници. Сакате рудници на хром, сакате рудници во пробишти, каде што јаловината се чисти многу бавно, сакате од Злетово топилница, не рудник, али индустријски објект, каде што стои она јаловина која што почнува да се чисти, така да таму стои голема опасност за, мора да се мисли понатаму. Одржнив развој, значи и грижа за идни генерации, што ќе биде 20, 30, 40 години. Така да и тука треба дебата и треба, ако веќе економски бенефит да се види, ние последните податоци се извезуваме некаде околу 600 милиони евра земјоделски производи, храна и така натаму. Последните како да се најде ова што вие го кажавте, мислам дека е клучно прашање. Сега немаме многу време, ве молам за кус одговор. Како да се најде таа рамнотежа помеѓу тие две дилеми? Значи, од една страна е економскиот развој, инвестирање во рудници, метали и така натаму. Од друга страна го имаме земјоделието и животната средина. Како да се најде баланс помеѓу тие две работи? Бидејќи знаете како, малце и чудно кога ги кажете некоја земја не сака рудници, а сака руди, нели? Сега како да го добиете и тоа и тоа? Па тоа е притисок секаде, али пак мора да ја убедат пред се тие луѓе што живеат таму. Јас ќе ви кажам од поранешни искуства, малку зборувавме пред тоа, дека при такви одредени, да речам, негодувања, реакции на јавноста, кога и јас сум бил присутен, дел на локалната, на централната власт, кога биле присутни, им кажале, ги убедувале дел од експертите исто така дека е безбедно, па макар и каменоломи биле краткорочно 6 година дена, тие рекле, ако сте толку сигурни, еве, пошто се доста од тие села за жал напуштени, дел од мојата фамилија, ако се толку сигурни, повелете, еве, живеете тука, тогаш би верувале, најверојатно би, значи мора да се секој да се стави во таа положба. Значи представниците на институции и експерти, што би било кога тие би биле тука, на нивно место. На оние реагира таму кај Босилово дека јаловиштето им било 400 метра над куките над глава, на пример. Има разни реакции, бидејќи рековте сами 30 искупа се, не се родници. Така да мора да се убедат тие. Ако се убедат
тоа население, дека тоа, а притисок постои секаде, не е само кај нас, тоа е во цела Европа се среќаваме со недостаток на суровини, каде што бакарот има и сега и во Паланка има и така натаму. Професоре, ве молам навистина за еден кус блиц одговор, немаме веќе време. Шанса за центар најавува дека на водно ќе се гради нова наслава, почнува тој процес воопште на центар, велат, тие се противат на тоа. Треба ли уште да се гради на водно? Па тоа не само тие шанса за центар, тоа треба сите да се противиме на тоа. Сите ни е јасно, не треба да се дека е водно се бели дробови на град Скопје, дека цело Скопје фактички со масовна нехумана градба е уништена, а посебно на водно. Да не зборувам за опасности каде што имаме над панорама, поранешна лизгалиште и така натаму. Така да, апсолутно не треба да се гради на водно. Тоа трупана е веќе водно. Да, добро. Професоре, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и вам, пријатно. Почитувани, ова беше професорот Зоран Шапорик, зборувавме за животната средина. Останете со програмата на телевизија 24.